Пострашно е тоа што им го кажувале на родителите кога немало камери, кога немало медиуми да пренесуваат и да следат. Еве јас ќе пренесам една ситуација, ме замоли некој од родителите. Дали пред или после погребот не сум сигурен. Биле родителите викнати на состанок на кој што присуствувал представник на Црвен крст и представник од владата, на кој што разговарале во врска со паричната помош која што треба да добијат родителите. Од страна на представникот на владата им било предочено дека тие би требало да бидат благодарни што владата ќе одвоила по 400.000 денари за споменик надгробни, иако било предвидено само 1500 евра да им дадат. И за тоа требале да бидат благодарни. Родителите треба да биле благодарни на владата што им давала 400.000 денари за надгробен споменик за нивните деца. Уште и фала треба да и речат на владата. Тоа го покажува профилот и моралната вертикала на еден човек. И што вика Милош, тие пари не ги дава они од джеб, туку ги даваат од буџет, тоа се наши пари. Нивни пари. Денеска еден од родителите кажа, цел живот плаќаме еден куп даноци и сега пред некој ден се изнаплаќав пари да подносна даноци и што имам ја добиено од оваа држава? Да ми загине детето оваа држава.